Време е за денешните гости и за денешниот разговор. Со мене утрово се представници од невладината организација Сонце, односно со мене е директорот на организацијата Ферди Исмаили, како и програм менаџерот за образование Мерита Мустафи. Добро утро, пред се, добро дојдовте во нашата емисија. Добро утро. Годинава славите 20 години постоење на невладината Сонце. 20 години, многу проекти. А како сте задоволни од досегашните проекти и од досегашните успеси? Добро утро. Значи, прво во име на Асоциацијата за демократски развој на ромите Сонце, ви се заблагодаруваме што имавме можност да дојдеме во вашата програма и да кажеме што ние работиме. Така е, Сонце оваа година слави 20 годишница, формирани сме од 1997 година. Иначе Сонце е организација етаблирана на меѓународно, локално и национално ниво, кој придонесува кон развој на ромската заедница преку директна поддршка, градење на капацитетите, застапување и лобирање на интересите на ромите. Да, Сонце до денес има имплементирано околу 90 проекти од самото постоење, значи почнавме како неформална група на ромска заедница, која што помагавме од роми за роми концепт. Значи, не бевме се уште регистрирани и по некаде 97 година свативме дека треба да се здружиме како неколку членови, неколку угледни луѓе на локално ниво, роми од заедницата, и да почнеме така организирано да работиме. Тој период беше период на хуманитарни кризи, на конфликти. Ние како организација тогаш работиме како хуманитарно здружение, делевме храна, пакети за ромската заедница. Беше малку посекундарно, меѓутоа со тек на времето организацијата почна да прерасна во некоја развојна организација и почна да работи во развојни проекти од областа на вработување, здравство, домување и социјала исто така. И беше многу важен тој период, кога од хуманитарна организација прерасна во некоја развојна организација и така Сонце со проектите фактички кои што ги работеше на локално, национално и меѓународно ниво придонесе кон развојот на самата заедница. Ако збориме во областа на образование, некаде периодот 1997 до 2005 година на ниво на Македонија можевме да ги зброиме на прсти кои се студенти, а денеска само од Тетово имаме над 40 студенти кои што се активни, уште пола од нив 30 дипломирани. Дел имаме се на магистратура, дел имаме и на запишана докторски студии. Така да има подобрување, меѓутоа не можеме да кажеме дека од ден за ден можеме да очекуваме брзо подобрување на ромска заедница. Е проблем. Се уште се соочуваме со сериозни проблеми, можеме и тоа да го назначиме со лицата без документи, кој се влече од години наназад. Тоа е еден сериозен проблем кој ги засега ромската заедница и веруваме дека сега со новите можности во соработка со Министерството за труд и социјална политика ќе направиме некои измени со што овие лица директно да можат да се идентифицираат во некоја паралелна матична книга за евиденција, за да можат да ги користат бенефициите на локално ниво и на национално ниво која државата ги дава како јавен сервис и услуги. Така, значи напредокот не може да дојде нели сам по себе, не може да се случи веднаш, но има напредок од самите почетоци до сега. Значи сте задоволни од своите успеси, секако нели и понатаму ќе продолжите да работите и да помагате на ромската заедница. Да зборуваме најпрво за 8 април, меѓународниот ден или на ромите. Ви имавте и повеќе активности, иницијативи во рамки на тој ден. Ќе започнеме со отварањето на проектната канцеларија, тоа се случи на 7 април. Предлагам пред да разговараме за проектната канцеларија, да го пуштиме прилогот. Нашите новинари беа на терен или на самото свечено отварање, па да видиме што се случуваше на тој ден. Во пресред на одбележувањето на Меѓународниот ден на ромите 8 април, Асоциацијата за демократски развој на ромите Сонце денеска отвори проектна канцеларија како дел од проектот Од акција до еднакви права. Целта е да се поттикне поголемо и поефективно учество на ромската заедница во Македонија во донесувањето одлуки кои влијаат на нивните животи. По-специфично фокус на проектот ќе бидат зајакнување на капацитетите и партнерство преку консултации и соработка на поголем број вклучени страни, како што се граѓанскиот сектор, јавните органи на власт, локалните и државните, правната заедница, пошироката правна заедница, како и ромските медиатори кои што ќе извршуваат теренска работа во рамки на проектот. Целни групи на проектот ќе бидат припадници на ромската заедница,
каде што ќе се идентификуваат случаи на повреда на нивните човекови права, значи жртви на дискриминација, ромски невладини организации, граѓански организации кои што работат и делуваат во полето на човековите права, пошироката правна седница, националните институции за човекови права, како и што споменав претходно, локалните и централните органи на власт. Асоциацијата Сонце веќе неколку години преку разни проекти и активности се обидува да го подобри статусот на ромската заедница во државата. Тоа го правиме преку неколку програми кои што функционираат во рамките на Сонце. Тоа се програмата Сиклјовипе или па образование, програмата Састипе или здравство, програмата Ангунипе која не е исто така напредок за застапување и лобирање на интересите на ромската заедница. Значи тие три програми придонесуваат кон развој и подобрување на животниот стандард на ромите. Инаку проектот се имплементира на национално ниво со посебен фокус на теренските активности во Тетово, Кичево, Дебар, Штип, Виница и Берово. Финансиски е поддржан од Европската Унија преку ИПА програмата за граѓанско општество и медиуми. Го погледнавме прилогот, а сега продолжуваме со разговорот токму на оваа тема, проектната канцеларија која ја отвори Сонце. Како се јави потребата за уште една канцеларија? Значи, ние веќе во канцеларијата кај што сме концентрирани во градот, значи просторно, имено не можеше да не собере, имаше потреба значи на уште една нова канцеларија која што е од ИПА проектите и се вика проектот од акција до еднакви права на ромите, како што беше и презентирано на видеото, и таму имаме плюс тројца нови вработени во самата канцеларија, и Сонце има уште една исто канцеларија надвор од Тетово, тоа е во општина Гостивар, исто така канцеларија која што е поврзана, која што работиме во областа на здравство, параправна заштита на ромите во здравството. Тоа може колешката Мерита Мустафи малку повеќе да каже за тој проект. Така. Дали би ни објаснила нешто повеќе? Значи, функционирате и во областа на здравството. Прво, зошто и токму и здравството го потенцирате, и нешто повеќе за овој проект? Како што спомена директорот, ние работиме во областа на здравство. Проектот е наречен правно описменување на ромите. Нашата цел е информирање на ромската заедница се со цел да ги научат своите права и да ги искористат услугите кои што им се нудат во општеството. Всушност, потребите да се работи баш во областа на здравство беа затоа што голем број на ромите не ги знаат своите права. И најмногу се фокусиравме на тој дел, да вршиме теренска работа, каде што директно ќе се информираат ромската заедница во Тетово и Гостивар за своите права и услугите кои што им се нудат во здравствените установи. Дали постигнавте некој напредок со тоа што ете? Дали откако ги информиравте граѓаните, сега и полесно е, и за нив е полесно да ги користат здравствените услуги, дали сега посвесни се за нивните права во областа на здравството? Да, токму така. Значи, овој проект придонесе до големо информирање кај ромската заедница. При тоа, значи, доколку имаат проблеми во здравствените установи, институции, ние, без разлика дали се работи за здравствен, социјален или правен проблем, ние ги советуваме и паралелно ги придружуваме до институциите. Така. Да разговараме и за фудбалскиот турнир што го организиравте меѓу млади роми во склоп на 8 април. Што се случуваше, колкава беше заинтересираноста, колку луѓе се пријавија да учествуваат? Значи, фудбалскиот турнир беше организирано само од локалната заедница, која што се дел од наш еден поголем проект кој што го работиме и програма на Сонце. Имено се нарекува Ромет програмата. Ние сме стратешки партнери на Советот на Европа и Европската комисија на една малку поголема програма која се имплементира во 23 земји на Европската Унија, меѓу кои Македонија, и во Македонија ние сме национална контакт точка на таа програма. Имено таа програма почна да работи од 2010 година во Македонија со наше учество, и во тој период ние трениравме медиатори на национално ниво, баш поради тоа што сметавме дека постои јаз меѓу локалните институции и заедницата и потребно е медиаторство, за тој јаз да се намали меѓу ромската заедница и институциите, и баш делот од проектите кои што ги работиме од областа на здравство и други, сметаме дека ромската заедница како со недоверба оди кон институциите, и пак обратно институциите имаат дел кон предрасуди и стереотипи, не ги знаат баш добро проблемите во кои што заедницата се наоѓа. И баш поради тоа
Ние трениравме некаде околу 100 медиатори тој период и некаде во 2013 од 100 медиатори 80 веќе се вработени на различни нивоа. Имаме медиатори во претшколско образование, во основно образование, имаме медиатори во здравствениот систем и имаме медиатори кои работат како ромски информативни центри. Значи, осигуравме 80 луѓе да работат. После тоа, продолжение на таквата програма се викаше Роме 2, втор дел од програмата, и идејата беше да се спуштиме на локално ниво. 10 општини во Република Македонија со одлука на и соработка на подпис на градоначалници работевме. Тоа беа општините Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар, Пилев, Битола, Виница, Штип, Кочани и Берово. Значи, целта на Роме 2 програмата беше паралелно на локално ниво да формира представници од ромска заедница и представници од локалната самоуправа, со тоа што заеднички би соработувале на локални прашања кои ги засегаат ромската заедница. И делот овој фудбалски турнир беше баш тоа, дел од членовите на нашата програма од општина Тетово, значи фудбалски турнир, сами иницијативно ги собраа децата и младите и организираа фудбалски турнир по повод 8 април. Значи да кажам 2-3 збора што е 8 април. 8 април е ден, меѓународен ден на ромите. Во 1971 е направен конгрес во Лондон по покровителство на Обединетите нации. Фактички тогаш е донесено знамето, химната и погорниот збор кој што се слуша за роми во секаде во секаде во светот, беше донесено да се каже Ром. Фактички Ром значи човек. Значи поради тоа ние го славиме овој празник и е важен за нас. Така. Многу малку се знае, нели, многу малку граѓаните се запознани што всушност се слави на 8 април. Добро е тоа што им објаснивте што се случувало на тој ден и зашто токму 8 април е важен. Како помина фудбалскиот турнир? Како помина самиот настан? Значи имаше неколку екипи млади, децата си играа, значи им се даваше прва, втора и трета награда како и секогаш, тоа беа само скромни награди, така и убава можност секој да си покаже својот талент. Баш ни се погоди и беше добро времето, децата си играа, се дружеа меѓу себе и преку спортски активности се запознаваа. Така. Во рамки на Ромет програмата, што ја споменавте, имаше иницијатива во 2015 година за подигање на ромското знаме на јарбол пред општината на 8 април. Так. И тоа веќе стана како традиција. Да разговараме малку и за ова. Така, многу важно, да, кој што не го спомнав, тоа е исто многу важен дел, не само во општина Тетово, туку во сите 10 општини кои што претходно ги најавив, го подигавме ромското знаме, со тоа значи дека општините заеднички со заедницата, со граѓаните, кои и ромите се дел од граѓаните во Република Македонија, заеднички покажуваат интерес, еден демократски процес, дека заедно го славиме денот на ромите 8 април. Значи, тоа е многу важно, така да оваа година исто така општина Тетово и сите други 9 општини пак го подигна знамето во јарболот во чест на почит кон ромската заедница на меѓународниот ден 8 април. Значи веќе тоа е традиција, ќе се случува секоја година. Убаво е да се потенцира, да се знае. Не само 8 април треба да биде ден на ромите, нели ромите се исто како и сите луѓе, треба секој ден да биде нивни ден. Да се надеваме дека тие пречки, тие предрасуди, дека со тек на време ќе се намалуваат се повеќе и дека ќе ги нема. На крај, тоа е најважното, нели? Денес организирате нов проект, Форум театар. Мерита, дали би можела да ни објасниш повеќе околу ова? Во Домот на култура ќе се случува, а што ќе се случува точно? Да, значи во соработка од здравствената програма, во соработка со уште две организации, Камо Делчево и Хера од Скопје, организираме Форум театар. Денеска, значи, конечно можеме да го најавиме во 19 часот во Домот на култура Илјо Антески Смок. Ги поканувам сите кои што можат да дојдат, верувам дека ќе биде од корист. Најпрво ќе се разговара преку Форум театарот, целта е да се осознаат проблемите на ромската заедница, практично и конкретно во делот на здравството, затоа што таму најмногу се случуваат таквите проблеми. Така. Многу проекти имате од област на образованието, но кои би ги издвоила како позначајни, кои постигнале најголем успех?
Да, како што претходно споменавте, мојата функција во невладината организација Сонце е програм менаџер за образование и најмногу таму се фокусираме затоа што сметаме дека образованието е битна алка за успех во животот. Еден од најзначајните проекти, значи јас како програм менаџер работам од предшколско па се до високото образование. Во предучилишното образование го имаме проектот инклузија на деца роми кои што се вклучени во предучилишните установи. Всушност во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Ромскиот образовен фонд, општина Тетово и ние како невладина организација имаме вклучено 28 ромски дечиња кои бесплатно одат во градинка и мислам дека овој проект има до сега најмногу успеси, затоа што сметаме дека предучилишното образование е првиот замав за успех во животот. Потоа, веднаш после овој проект доаѓа и туторската поддршка. Тука се офатени ромски дечиња во основните училишта од 4 до 6 деление. И таму се следи, значи правиме мониторинг на редовноста на децата, како и континуирано следење и подигање на успехот кај ромските дечиња. Во однос на образованието исто така работиме со средношколците, значи тие ни се таргет група кои што сметаме дека најмногу треба да се вложува во нив. Имаме околу 50 волонтери, од кои 35 се активно вклучени во нашата организација. Постојано градиме капацитети на нив со ред на обуки, семинари се со цел да можат понатаму да го продолжат своето образование и да се надоградат самите како личност, кои што би можеле да успеат во општеството. Тука, значи, спаѓаат обуки од професионално, например, пишување на CV, пишување на мотивациони писма, потоа како да се однесуваат за време на интервју, академско пишување, презентацијски и комуникацијски вештини и така натаму. Исто така во областа на средното образование им помагаме при аплицирање на конкурсите за стипендии кои што се наменети за роми. Додека пак во високото образование работиме исто така со студентите. Тука можам да го споменам и Рома Верзита со организацијата која што е наменета за студенти, а ние сме стратешки партнери во самиот процес и еве денеска можам да го најавам конкурсот кој што е објавен од страна на Ромскиот образовен фонд. Денес почнува, така да аплицирајте сите, се со цел да не ги пропуштите можностите и рокот е краток. Така, и образованието, како што каже сама, многу важен сегмент, нели, за секоја личност, натаму и како ќе се гради, затоа е толку важно, па и тие стипендии се многу важни, бидејќи нели овозможуваат полеснителни околности за да се студира и за средно, нели, така да се поедноставува таа работа. Кои други проекти би ги извоиле од невладината како позначајни? Образованието би го ставили, нели, како најзначајна точка, но има уште многу точки на кои се работи, кои се значајни, па кои проекти би ги извоиле? Така, образованието е фундамент на една нација, меѓутоа по образованието следи вработувањето. Вработувањето исто така е многу важна работа во самото општество, во едното семејство и во една потрошувачка кошница. Така да ние во делот на таа област работиме 2 ИПА проекти. Веќе при крај сме со еден проект кој се вика Пат кон вработување. Тој ни започна уште минатата година, април месец, и ќе се имплементира до јули 2017 оваа година. Таму имаше таргет да најдеме лица од невработени од 18 годишна возраст до 33 годишна возраст со акцент на жената ромка се даваше, така да се вклучени околу 80 лица на локално ниво, од кои 40% се жени на локално ниво во тренинзи во неколку јавни приватни предпријатија, во фабрики исто така, така да жените имаа можност да учат курсеви за фризерство, за шивачи, додека пак од другиот пол машките учеа работа со гипс картони и дел од фирмите имаа задолжување да ги задржат. Така да од 80 луѓе кандидати кои што се во моментот се уште во пракса, очекуваме некаде 30% од нив да останат на работа и да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Па додека пак останатите кои што не може да останат во некој од работите, тие ќе бидат понатаму конкурентни преку Агенцијата за вработување и преку активните мерки за вработување. И сепак се стекнуваат со знаење. Со некои нови вештини, знаења кои што се бараат на пазарот на трудот, така да овој е еден од проектите. Исто така нов проект кој го почнавме по ТИПА со Центарот за економски анализи од Скопје. Ние сме локални партнери за Тетово, се фокусираме исто така
таргет кон младите роми кои што имаат завршено средно и кои што имаат завршено основно исто така или незавршено образование, кон нив да обрнеме исто така внимание кон дополнителни обуки и вештини кои што понатаму они би биле конкуренти на пазарот на трудот. Значи тие се два така важни проекти од областа на вработување. Имате многу проекти од областа на културата, често можеме да видиме нели ваши проекти со кои не само што ја промовирате ромската заедница, туку и ги запознавате луѓето со тоа, со ромската заедница, со ромскиот јазик, со ромската култура, што е исто така многу важен дел да се запознаат и останатите со она што сте вие. Дали може да разговараме малку повеќе и за ова? Колку се всушност запознаени граѓаните со ромската култура? Дали се доволно? Така, значи ние немаме посебен фокусиран проект само за кон ромската култура, меѓутоа во сите проекти кои што ги нагласуваме имаме и дел за идентитет и култура и ромски јазик на ромите и таму преку неколку неформални работилници заеднички, значи седиме и разговараме со нашата заедница. За жал мораме да кажеме дека ромскиот јазик се губи од генерација на генерација и некогаш дури ние внатре во организацијата размислуваме интеграција, ама знаете има црвена линија, може да стане во асимилација, па баш поради тоа ние внимаваме, нели даваме стипендии во настојачи и роми и еден од условите кои што треба да се изјаснат кандидатите е да потпишат изјава дека се роми. Тоа е многу важна работа, бидејќи нели понатаму може да се асимилираат. Така. И исто така едно од критериумите кои што ги добиваат средношколците и студентите како стипендии, ние инсистираме да предуслов за добивање на таква стипендија да се практиканти во нашата организација со тоа што ги врзиме со давање на препорака. Значи ако не добијат препорака од нашата организација, они не се конкурентни таму и може да изгубат стипендијата. Дури ние разговаравме со националниот координатор за студентите посебно и од вкупно 120 до 200 стипендисти кои се даваат, Сонце не само на Тетово, зборам во Република Македонија, околу 60 препораки има дадено на потенцијални кандидати, така да некаде 70% од стипендистите ние им дадовме препораки и се користите на наши услуги и се наши соработници. И тоа го поврзавме со координаторот кој што е национален во Република Македонија за високо образование, да ако некој од студентите уведиме дека не врача за својата заедница, од денеска да си ром би кажал е луксус, бидејќи веќе Мерита тоа кажа, добиваш предшколско, добиваш основно, средно и високо. Така да имаме доста добри програми направени и мораме да воведеме и санкции, како што и државата кога дава на докторите посебни стипендии за специализација на доктори, обврзани се 10 години да работат како доктори тука. Така и ние ги обврзуваме тие што добиваат вакви мерки да враќаат на својата заедница, бидејќи некој добива стипендија во име на ромите, мора да врати и така да ние имаме право да ги замрзуваме стипендиите во моментот кога ќе видиме дека некој од студентите не враќа на својата заедница или не придонесува делот. Тоа е и поттик за нив за да работат повеќе и подобро, нели, за да може да заслужат стипендијата, така да тоа е добро што го правите, што ете не им се дозволува се, бидејќи секој би можел и да искористи нели од тоа. Каква ви е соработката со другите невладини организации, со другите институции? Така, ние веќе кажавме 20 години постоиме, имаме одлична соработка на локално и национално ниво со сите ресорни министерства, локални институции, меѓутоа и ромски и неромски организации, така да што и ние веќе сме членови на една поголема платформа за роми, таму членуваат околу 50 организации, ние сме дел од тоа, така да имаме мрежа на многу неколку ромски организации кои што заеднички делуваме исто така на национално ниво. Така, значи постојат повеќе ромски организации, што не мора товарот да биде само на вас, нели? Сите работите заедно со цел. Тоа ми беше следното прашање. Која ви е главната цел и колку сметате дека сте блиску или далеку до остварување на таа главна цел? Значи, наша мисија, више кажав, е подобрување на животниот стандард на ромите во Република Македонија. Тоа е малку пошироко, генерално кажано, меѓутоа на неколку области, веќе ги спомнав, тоа е областа на вработување, домување, здравство и образование. Значи, овие 4 области ни се важни и заштита од дискриминација ни се како крос-катинг теми и родова еднаквост. Значи,
Република Македонија веќе има направено нова национална стратегија за роми, бидејќи декадата помина, и тоа е многу интересно искуство да го кажеме, дека во 2005 до 2015 се имплементираше декада на роми. Тоа беше иницијатива на Светска банка и фондација Сорос, и сметаа дека во рокот тие 10 години ќе се решат многу проблеми и прашања на ромите, не само во Македонија, туку тоа беше така Вестер Балкан иницијатива, и очекувавме дека во тие 10 години ќе направиме бум. Меѓутоа, еве, поминаа тие 10 години, не е дека не е ништо направено. Направено е, мрднато е од мрдната точка, меѓутоа пак ромите се соочуваат со проблеми. Јас морам да кажам дека во дел од општините, за жал, таму каде што завршува асфалтот, почнува калта, почнува ромската населба. И верувам дека тоа понатаму ќе се средува на локално ниво, и верувам дека општините и институциите на системот тоа ќе го видат и ќе го сменат. Значи, многу е важно, значи, во 21 век ромската заедница да живее во некаде урбанизирана заедница, не во калот. Оти своите дечиња ги прачат испрлани во училиште, па тука се и проблеми. Учениците имаат бариера и се враќаат и не одат во училиште, оти не се чисти, немаат услови. Значи, тоа е еден од сериозни проблеми. Сега колку сме близко до тоа, значи имаме ние мерило, не дека немаме индикатори, меѓутоа сметаме дека уште од 10 до 20 добри години треба да се работи на локално и национално ниво, се додека ромите не добијат една иста стартна позиција. Знаете што сакаме? Ќе кажам како пример. Ако во маратон се трча, сите други заедници во Република Македонија се некаде 500 до 1000 километри понапред од ромите, и ромите им треба можност да стигнат. Ние сакаме да осигураме иста стартна позиција, па понатаму секој кај што сака, нека се снаоѓа. Так, значи, стимулација која што би имале иста стартна позиција. Значи, тоа е нашата идеја на нашата организација, така да верувам дека заеднички со стратегијата нова која што е донесена 2014-2020 име на Министерството на труд и социјална политика, дека ќе се придонесе заеднички со наши фондови, меѓународни фондови, со фондови од самата земја, од буџетот на Република Македонија, од општините, се со цел да се помогне. Значи, ромите сами меѓу себе не може да си помогнат, тоа да не е јасно. Значи, секој сака да има добар комшија. Така. Значи, многу е важна поддршката од другите кон ромите. За заеднички, нели, да си подадеме раце и заеднички да го градиме во општество, ако сакаме да имаме здраво општество во Република Македонија. Така. Дискриминацијата е еден од големите проблеми со кои се соочува ромската заедница. Колку сме напреднати на тоа поле? Да, искрено кажам, на секој второ основно училиште пред 10 години имавме сегрегирани паралелки. Значи, секаде во делот на образование, ако збориме дискриминација, таму имавме секој сегрегирани паралелки, ромите или се на крајот клупата во училницата ако влезете, или пак само едно одделение, само роми. Тоа се подобрува, значи имаше неколку иницијативи на ОПСЕ, Министерството за труд и социјална политика, ние како невладин сектор, неколку ромски невладини сектори, организации, значи се подобрува, посебно со реорганизацијата која се донесе како генерална политика, тука се избегнува таквиот момент и тоа влија исто така кон спречување на сегрегацијата. За дискриминација, да, ромите се уште се соочуваат со дискриминација, тоа е многу појасно. Секогаш бојата на кожата не издава и некогаш некаде не сме баш добро дојдени. Има доста се уште стереотипи, предразсуди, кои што се намалени за разлика ако направиме прогрес пред претходните 10 години, меѓутоа се уште треба да се работи и е процес. Дали сметате дека треба да почне да се работи уште со децата од најмала возраст, бидејќи сметам дека нели уште од мали децата треба да се формираат и да го формираат своето мислење, да се оттргнат тие предрасуди. Дали доволно се работи со децата од другите заедници на тоа да се спречи таа дискриминација? Искрено ќе кажам една интересна работа што јас го слушам на улица некогаш и која навистина се иритирам, тоа е несвесно од страна на родителите, не роми. Ќе дојде циганката, ќе те украде, седи мирно. Значи, тоа влијае многу лошо. Тоа влијае многу лошо кон децата и потоа детето кога расте има друга слика кон ромите. Значи тоа би требало да се запази. Тоа е многу погрешен начин на уплашување, на воспитување на своето дете со некоја етничка припадност. Да ги потенцира децата уште од мали. Многу е важно да така да се направат некои програми
баш во предшколското образование за заеднички мултиетнички мозаик. Има многу интересна програма, ќе ја спомнам, кој детската градинка во Тетес го прави, ја прави. Тоа е мозаик, се вклучуваат сите деца од сите и се учат меѓу себе кои се нивните различности, традиции, обичаи и и градат како заедничко општество. Тоа е многу интересна програма која што апелирам сите градинки тоа да го направат како што ја прави градинката во Тетекс и тоа е баш влијание од мали нозе на децата да им се влијае. Така, уште тогаш да не се направи бариера од една кон друга етничка заедница. Бидејќи нели тогаш настануваат тие бариери, уште од мали децата учат како да се постават со другите, па треба да ги учиме да се постават со другите како исти, а не како различни. Тоа е најголемиот проблем. Ви посакувам многу успеха. Од денешниот разговор можев да видам дека имате навистина многу проекти и навистина многу успеси. Верувам дека такви ќе имате во иднина. Јас се надевам дека соработката наша ќе продолжи, дека ќе имаме уште многу емисии за подигање на свеста, но и за презентација на вашите проекти, што навистина се важни, не само за ромската заедница, туку општо за нашата држава, бидејќи нели 21 век треба веќе да почнеме да живееме како што доликува на 21 век. Ви посакувам многу успехи со вечерашниот проект, па да се надеваме дека ќе имаме за што да зборуваме и натаму, ќе има убави теми за зборување, не само за жал вакви дискриминации и проблеми со кои се соочува ромската заедница. Благодариме. Почитувани гледачи, тоа беше денешниот разговор. Јас ви оставам со убава музика, тука би се одјавила. Ви посакувам убав ден, а ние се гледаме повторно и утре во истиот термин. До тогаш пријатно.